Над 4000 садници зимзелени дрва денеска се посадија во местноста Света Недела во Штип. Активноста на Универзитетското студентско собрание, општината и јавното предпријатие ИСАР. Целта е да се засадат повеќе дрва и да се ублажат штетите од големите пожари кои беснееја летово. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека во иднина ваквите активности ќе бидат се почести. Акција ја организиравме заедно со овие две организации, односно заедно со организацијата на студентскиот парламент, јавното предпријатие ИСАР, со цел да се подигне свеста, но и да се започне активност во насока на пошумување на градот Штип, заради тоа што оваа изминато лето имавме огромни штети од пожарите кои што настанаа на територија на општина Штип. Се надевам дека ваквите акции во периодот кој што следи ќе бидат почести со цел подигнување на јавната свест, заштита на животната средина, повеќе зеленило на територија на општина Штип и она кое што сакам да го потенцираме дека сепак овде треба да се вклучиме не само институционално, туку и сите граѓани. Под мотото "Садиме дрвца денес, славиме живот утре" се засадија багрем, јасен и црн бор. Вакви акции и настани ќе следуваат и во иднина, се надевам во поголем број. Денеска ќе бидат насадени 4000 садници на наслонот "Садиме дрвца денес, славиме живот утре". Исто така, сакам да информирам јавноста дека секоја акција и секоја ваша хуманост ќе биде добредојдена од наша страна. Исто така ве повикувам, денес ќе следува голема хуманитарна акција за донирање на облека во економскиот факултет. Освен засадување на дрвца, се работи на хортикултурно уредување на градот со цел Штип да биде подобро место за живење за сите граѓани. Освен тековните работни активности кои што јавното предпријатие ИСАР ги спроведува во претходниот месеци во периодот кој што следува, ќе има интензивно хортикултурно разубавување на градот Штип, на сите паркови површини, на сите булеварски површини и секаде ќе излеземе во пресред согласно нашите капацитети да помогнеме еве и во вакви акции на засадување на зимзелени садници кои што дефинитивно ќе ја подобрат сликата на територија на општина Штип. Во оваа прилика Јорданов упати апел до сите граѓани да се чува она што се создава, додавајќи дека сечењето и кражбата на дрва ќе бидат соодветно санкционирани од надлежните органи.